Запознаја Преспа. Според мене, нема да ми замерат, се надевам, е еден од најубавите региони во земјава. Но, ова е насловот на еден проект кој што всушност треба, односно манифестација да се одржи викендов со онаа главна цел зближување на младите секако и од Грција и од албанската страна, меѓутоа и од кај нас. На различни начини ќе биде ова инкорпорирано, спорт, музика, меѓутоа и дебати кои се европските предности на и придобивки на регионот. По тој повод, наши гости во отвореното студио 1 се господинот Живко Кошаревски, градоначалникот на општина Ресен, и секако дечките Никола Трајковски и Никола Табаковски, кои што се представници од велосипедското и планинарско друштво Преспа Байк. Добар ден и добре дојдовте. Добре, најдовме, благодариме за поканата. Така, ќе отвориме со она што всушност го кажав во најавата. Голема манифестација е најавена. Ќе содржи различни области, односно активности. Меѓутоа, прв пат се одржува. Планирате ли да прерасне во традиција? Секако. Добар ден уште еднаш. Тоа ни е и целта, самата цел. Доаѓаме од Преспа, како што рековте вие, и навистина е една од најубавиот регион во Македонија. И како резултат на тоа и долгогодишно запоставување, решивме еден ваков повеќе со настан, ивент со повеќе настани, да направиме една промоција, на што најдовме на голема поддршка. Значи, како и од Агенцијата за млади и спорт, од Канцеларијата од Европска Унија, навистина имаме многу содржини кои ќе ги представиме сега и навистина очекуваме голем број посетители и ќе ја промовираме нашата убава Преспа во најдобро светло. Господа, вие сте вклучени во тој, односно задолжени може да се каже, ако градот Ресен, односно општината е главен носител на проектот, ќе сте вклучени со различни спортски активности. Ајде малку како вовет да доближиме што се ќе содржи. Тој дел спортскиот. Така, оваа година испадна да турата Тур де Галичица се поклопи со овој настан и заеднички ја организираме. Тур де Галичица се одржува 6 пат по ред. Турата покрива возење на велосипед по бадините на Галичица и планинарска тура последните 3 години. 2013 почнавме за прв пат и од година во година растеме со број на посетители. Битни ни се впечатоците после секоја тура на луѓето. И така, велосипедската тура е нешто пократка од 70 километри. Тргнува од градскиот плоштад во Ресен. Се движиме покрај Преспанското езеро. Отешево имаме кратка пауза. Таму е кампот оваа година со камперите кои што ќе пристигаат. Тие доаѓаат уште во петок. Го очекуваме петок да дојдат. Сабота и се рекреираат и недела со почеток во 9 часот од градскиот плоштад започнува турата. После отешево се движиме нагоре по Галичица. Стигнуваме до поранешниот скијачки центар. До таму е асфалтот. После тоа одиме малку офроад до Асанџура. Таму правиме поголема пауза за освежување и за доручак. И продолжуваме до местото викано Крстец. Прекрасен поглед према Охридско езеро, према Струга. И потоа се упатуваме, вртиме према Ресен. Имав можност сега, минатава недела, да ја возам со друштвото. Ја проверивме патеката, Пробно. ја чистевме пробно, да. Се во најдобар ред. Галичица е раззеленета, расцветана. Предпоставувам, ако рековте дека неколку години функционирате всушност и веќе може на некој начин да се каже дека оваа рута станува традиционално, не случајно го избравте токму тој дел за рутата да проаѓа преку Галичица. Така да. Почнавме како млади ентузијасти, рекреативно, нормално.
Полека се ширевме во Ресен, па си возевме рекреативно покрај Преспанското езеро и така на некој од дечки во друштвото доби идеја да ја организираме како тура и доста успешно го правиме тоа. Господа, откаде се ви се придружуваат на таа тура? Близко е Албанија, близко е Грција, има посети од таму? Да, на турата досега сме имали гости од Албанија, сме имали гости од Грција, од Украина. Доаѓаат и од други? Имаше, да, од амбасадата представници од Украина кои ја возеа, беа активно вклучени во истата. Па сега, оваа година, како што спомнавме, веќе ќе бидеме како дел од еден поголем настан, Мид Преспа. Колку луѓе учествуваат на Година очекуваме на 200 во секој случај. 200 луѓе што ќе возат? Да. Што ќе возат и што ќе планираат заедно. Ме интересира, претпоставувам дека со оглед на тоа што каква е Преспа, Љубојно, Брајчино, Дупени, сите тие села и нивната природна убавина. Прашањето кон градоначалникот би ми било дали смета дека се доволно промовирани и луѓето доволно ги знаат со оглед на тоа што е прекрасен предел во кој што убаво е луѓето да доаѓаат и да одмараат како што одат и во Охрид и во Дојран, сепак се места каде што повеќе одат луѓето. А како изгледа тоа на точак да се видат сите тие места? На точак малку е потешко да се објасни, треба тоа да се доживее. А одбравме Галичица бидејќи патеката си беше од порано, само ние ја обележавме во некои делови каде што не беше обележена, ја прецизиравме каде точно треба да поминува. Се заобиколува целата Да, или се значи влегува? тргнува од Ресен. Не, дали се влегува внатре или се заобиколува? Во селата, во овие кои што ги спомнав или може да се поминува покрај села. И се оди по патот за Галичица, кој оди на општинската страна, само се скршнува десно кон скијачките терени, како што каже Никола, па потоа почнува офроуд и се враќаме повторно во Ресен. Сега има една промена оваа година, значи по сугестија на нашите гости од минатите години, кои би им било попрагматично да е стартот во Отешево. Главниот старт ќе биде оваа година за прв пат во Отешево, а претходно беше од центарот на Ресен. Граначалниче, како што реков, тие места баш имаат своја природна убавина. Што е она што може би е заборавено досега да се испромовира од тие места? Убаво рековте, заборавено. Јас во многу пати вака и во разговори говорам дека за Преспа како заспаната убавица. Точно тоа е и поводот да се организира еден ваков настан со повеќе содржини. Меѓутоа, ние како општина сакавме што повеќе да го вклучиме граѓанскиот сектор. Така да ги активиравме скоро сите граѓански здруженија, невладини организации. Успеавме, најдовме на разбирање и големо задоволство, можем да кажам, од сите. Ќе кажувам после околу агендата и каде ќе се вклучат, сите ќе се вклучат, значи и еколошки здруженија, и земјоделски здруженија, бидејќи сме, нели, земјоделски крај. И сите оние што творат, што произведуваат некој продукт од Преспа, ќе имаме еден како саем, мини саем, баш на плажа покрај бреговите на Преспанското езеро во Дупени, познатата Дупени Бич. Точно таму, каде што ќе има многу содржини, навистина ќе промовираме нашиот фолклор, нашите традиции, нашите јадења. Многу функции, дури ќе имаме таму и како еден турнир на одбојка, каде што веќе имаме голем број на пријавени, така да ќе се промовираат овие сите граѓански здруженија. Од друга страна, на другата страна езерото во Тешево ќе бидат активирани Преспа Байк со тур Галичица, како и Екогерила, која ќе има акција за чистење во соработка со канцеларијата на Европска унија, чисто како дома исто. И тоа ќе фактички вклучени се скоро сите граѓански здруженија што се и невладини организации во Преспа, што е навистина наше задоволство и тоа ни беше целта. Меѓутоа имаме и меѓудржавна соработка со здруженија на граѓани и од Грција и од Албанија, што е уште поголемо задоволство. За прв пат е во улкав обем со комуникацијата, односно и како што рековте, соработката со здруженијата од соседните земји.
Не. Конкретно би ве запрашала дали еве беше редно, ако може така да се Беше редно. каже, да се направи еден ваков голем проект за регионот, промоција од секаков аспект, дали спортски, дали туристички, самиот рековте дека е како заспаната убавица, да, и рековте дека имате поддршка, да, меѓутоа дали сте во план тоа да биде одржливо, да речеме. Само и оваа година, особено ако се земе од друга страна фактот дека во пресред сме па и на одбележувањето на годината од потпишувањето на Преспанскиот договор, тој малку политички дел каде што да речеме можеби Преспа стана уште по најспоменувана дестинација. И област, дури имам прочитано еден податок дека најистражувано име последнава година била Преспа, точно поради тој Преспански договор. Секако бенефитот како локално население, како градоначалник на општина Ресен, сакаме да го искористиме тој факт. Нели скоро се интензивира и работите околу отварање на граничниот премин Маркова нога, како резултат на тој договор, што е секако голем бенефит за нашето население и на некој начин Преспа дојде до ушите на слушателите, на гледачите, изговарано од многу политичари, меѓутоа ние тука го гледаме локалниот бенефит, она што можеме ние како општина да го искористиме од сето тоа, како и сите граѓани нормално на Преспа. Спомнавте соработката на крос-бордер проектите, да, веќе работиме, веќе имаме одлична соработка со Грција, работиме на 3 крос-бордер проекти, меѓутоа ние како општина, меѓутоа целта на овој собир, каде што ќе бидат повеќе граѓански здруженија, е точно ова работа да расшириме, да направиме контакти меѓу граѓанските здруженија од сите држави, да имат поголема соработка, бидејќи најголемите фондови преку ИПА повиците од Европска унија се точно за крос-бордер тие проекти, каде што се гледа да има некоја поврзаност меѓу земите во регионот. Со оглед на тоа што и самиот споменавте, Маркова нога, граничниот премин беше напоменат од властите дека до 2023, ако не се лажам, некаде би требало да бидат финализирани сите детали за отворање на преминот. Има некакво предвижување во тоа, бидејќи претпоставувам дека и локалната самоуправа Добро, сега тие разговори се водат на повисоко ниво, ние не сме многу информирани, но секако колку што имаме јас информации можам тука да ги обзнанам, значи како што знаете сите договорот за преминот Маркова нога се ратификува во грчкиот парламент, останува да се ратификува и во нашиот парламент и се формираат, веќе се формирани работни групи од министерствата, од царинската управа, од катастар, каде што ги регулираат оние односи, технички работи околу преминот, како ќе функционира, што ќе функционира. Јас можам да кажам дека јас како градоначалник на Ресен и заедно со мојот колега од Грција, градоначалникот на Преспа, инсистираме сите овие активности да бидат многу побаргу, да се направат, дури може да се инсистираме, значи преминот да биде ставен во функција што побаргу со времени објекти, со монтажни објекти не мора да се прават, значи големи, со цел да и како општина да се раздвижи. Одма да се има интерес, верувајте, има интерес од двете страни што побаргу да се отвори. И ние ќе инсистираме, значи за што побаргу отварање. Иначе прашањето кога, како, што, пак то не зависи од нас како локална власт, тоа мора да централна. Но добра ви е, претпоставувам, соработката со, како што споменавте, вашиот колега, што исто така е значајно, се интензивираш. Секако, како што кажав, значи предходно имавме ние крос-бордер проекти, што ги работавме заедно и со невладини, со граѓански организации, каде што беа вклучени властите локални од општината Преспа. Меѓутоа сега, последнава година, добро кажавте дека се интензивира. Дори имаме средби, еве пред еден месец можам да кажам дека имаме во општина Преспа во Грција ученички спортски игри каде што беа вклучени деца што учествува разни спортови и од Албанија, и од Грција, и од Македонија, така што имаше нели комуникација, беше присутен
навистина и моја забелешка е дека одлично значи имаме контакти, се одвиваат работите, има расположение од сите страни, што поваргу значи да има да се отвори преминот и да има уште поголема соработка. Господа, ако една од главните цели на овој проект, односно оваа манифестација, како што споменавме за прв пат, е и на некој начин доближување на младите и од Грција и од Албанија со нашите, сметате ли дека ќе ја постигнете оваа цел, господина градоначалник, и еве доаѓате и вие сте нели релативно млади, доаѓате од Рисен, бидејќи де факто на некој начин и треба да се задржат младите во општината. Нешто што е од исклучителна важност. Јас сум оптимист и верувам и знам дека Преспа е еден уникатен регион, специфичен е ли, и баш тромеѓе и со голем потенцијал. Баш вакви средби, контакти меѓу луѓето, иницирање на разни проекти ќе го подобрат животот на граѓаните, а тоа ни е еден од приоритетите што младите да ги задржиме нели во нашата општина. Импресии, што е овна како бидејќи се дел од организацијата, подетално што ќе има на манифестацијата за познаја Преспа? Освен фолклорните танцови, ќе има вака сега, значи не само панел фолклорните, дискусии. Започнуваме значи во сабота на 15 јуни со панел дискусија на која ќе бидам вклучен јас како говорник, и на моје големо задоволство ќе биде вклучен на Никола Бертолини, представникот од високиот представник од канцеларијата на Европската унија, представници од невладини организации од Грција, од Албанија, каде што ќе бидат отворени теми баш за овие перспективите на младите, претежно и за на регионот Преспа. Тоа потоа вечерта сабота, нели после часот се на самата плажа на Отешево се планира голем спектакуларен концерт, каде што пак символично имаме бендови македонски нокаут. Ние тука како бенд имаме одличен бенд од Грција, Anima Nation, како и бла 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 македонски бенд, но од албански изведувачи, така да што и тука имаме една мала символика и ќе има многу добра забава. Другиот ден, нели, стартуваме со Тур де Галичица трката, официјално една символика, планираме значи садење на дрво на еднината со сите значи представници од сите држави во Отешево. Како што кажав, Еко Герила заедно со подршка од Европската канцеларија, акција за чистење еколошка, еднак имаме таму во Отешево, па се префрлуваме од другата страна на езерото, каде што ќе има онај промотивен, нели, со вкусовите на Преспа, каде што вредни домакинки од Сдруженијето Рурални жени ќе приготвуваат на лице место оние специјалитети познати преспански. Потоа јаболкото сигурно нема да биде изоставено. Нема во секаква форма, значи ќе има и сокови од јаболка и разни продукти како чипс од јаболка ќе има да укусите, така да еве уште една моја отворена покана до сите и гледачи се моментално, наистина е настан што не треба да се пропушти. Момци, како двајца млади кои што доаѓаат од преспанскиот регион, и ако оваа манифестација е со цел отворање на перспективите и природните убавини на Преспа, ако малку се тргнеме од Тур де Галичица, што е она што на Преспа може би фали да и го крене барем духот на целиот тој предел? Еве ваши лични импресии. Моја лична импресија е дека на Преспа и фали некоја иднина за младите. Значи, некоја инвестиција која што би ги задржала младите таму. Многу е тешко младите да најдат работување во Преспа и голем дел од младите веќе се дојдени во Скопје или заминуваат надвор. Тоа е, но ние сме оптимисти. Болест која што ја мача Македонија насекаде во... Па да, не е само за Преспа тоа карактеристично, но ние сме оптимисти околу тоа и се надеваме на најдобро.
Тукму како што кажа Никола, јас само би се надоврзал, значи самиот настане огромна можност за потенцијалот кој што го дава Преспа да се презентира пред визуелно, да, сето пред, тоа да се пред, се пред луѓе. Нашето друштво, значи, кога ги почнавме овие тури да ги организираме, со помош на невладини организации и слични организации помага и вклучувавме доста. Имавме посети нели од Република Албанија на турите, од Република Грција групи многу тука, ни помагале и општина Ресен и националниот нели парк Галичица и некои нивни контакти и се гледаат придобивките од сето тоа. Градоначалниче, според проекциите, колку луѓе очекувате? Ке има ли доволно, можеби, ке има наезда на луѓе, па капацитет за сите да бидат? Морам да кажам дека ова беше голем предизвик, бидејќи сето ова, освен Тур да Галичица која традиционално се одржува, значи по шести пат, како што кажа дечките од Преспа Байк, сето ова е нешто ново и испланирано, можам да кажам, во 2-3 недели така. И меѓутоа сите можни ресурси од општина Ресен се активирани, како што кажав, сите граѓански и веќе привршуваме со работите така да организацијата ќе биде, мислам, безпрекорна. Околу очекувањето, значи многу кратко времето беше за промоција. Тоа сакав да кажам, а меѓутоа има веќе сите капацитети на Преспанското езеро се зафатени. Колку што имам последна информација, остануваше малце места така да. Тоа е добро да се слушне во однос на развивањето на туризмот, она што му е потребно. Има голем интерес, се с голем интересот и за самата тура Тур де Галичица. Веќе од околните градови исто така се јавуваат, барат организиран превоз и мислам дека на самиот настан вечерта од Тешево меѓу 1000 гости ќе има на самиот настан. Господине Гошаревски, ако ова може да се каже иницијалната каписла еден ваков голем проект, некои следни планови што ги имате можеби да ги споделите во еднина во овој однос развивање секако и промоција на убавините на Преспа и дали еве Преспа Байк можеби ќе продлабочи соработката секако и со други некои вакви организации? Секако дека имаме, ова кажав како една иницијатива за промоција, меѓутоа Преспа изобилува и со културно наследство, историско наследство, освен што изобилува со природни убавини, изобилува и со богато културно историско наследство. Секако тоа и не е целта, промоција освен на убавините, природни убавини, да го промовираме тоа културно богато наследство. Навистина имаме со што да се пофалиме, нели, кај нас е една од најубавите цркви, црквата во Крубиново. Изобилуваме со бројни манастири кои вреда да се посетат. Потоа Сарај куќата во Ресен, секако вреди да се посети и многу други такви знаменитости што даваат потенцијал. Меѓутоа, еден од најголемите потенцијали што го нуди во моментов Преспа е тоа екотуризмот. Располагаме со бројни села кои нудат алтернативна форма на туризам, што е сега нели најпоќе се бара атрактивно, најпоќе се бара навистина. Имаме преубави планински села, Брајчино, Љубојно, многу села имаме што имаат потенцијал, а ние сме тука да ги стимулираме, да му укажуваме како да стигна до обновување на куќите преку проекти, преку ИПА проектите што ги нуди нели Европската унија, да ги категоризираме куќите и да ги ставиме на сајтови како Booking, што сте и да имаме што поголема посетеност. Да, и туристичките капацитети исто така. Преспа, за жал, ќе кажам, и во моментов, но и изминативе години беше хендикеп сместувачкиот капацитет.
нели со затворањето на Хотел Европа, големиот хотел што беше Се презема ли нешто, господине Гошаревски, во овој однос? Хотелот Евро? Секако, Хотелот Европа е купен од странски инвеститори уште 2016 година. Јас стапив неколку Но пати каде во запна работите? Па, тие ветија дека ова лето ќе почнат со работа сега. Зависи пак тоа од приватниот инвеститор. Ние сме значи тука да му понудиме сите услови, одобрение за градби и такви работи како општина, ќе му стоиме на располагање на секој потенцијален инвеститор. Имаме најава дека ќе има сега и реконструкција од другата страна, еден убав хотел од другата страна во Претор, поготово веќе приватници инвестираат во објекти, во сместувачки капацитети, апартмани опремуваат, така да се надевам и нашите предпоставки се дека ова година ќе дуплираме бројот на посети на ноќевања во Преспа. Добро, пред крај уште имам за дечките од планинарското и велосипедското здружение прашање, дали може би со оглед на тоа што самите споменавте дека во секоја година растете и се проширувате, освен организирање на ова тура, некои идни планови од друга страна и перспектива да се организираат некои вакви велосипедски тури? Така. Преспа бај како здружение значи е отворено на било какви позитивни убави проекти. Искрено со љубов би се вклучиле во било каков проект и ќе ни биде мило и сигурно добра референца за понатамо. Само малку да дополнам на првиот разговор, селата што ги спомна Брајче и Љубојно, велосипедскава тура која што ќе возиме ние не одат од таа страна на Преспанското езеро, него од другата. Меѓутоа гостите за тоа доаѓаат некој од петок, па престојуваат сабота и недела и обично саботата ја користат за таа страна на Преспа, меѓутоа во недела има неколку настани кои што ќе бидат на таа страна, така да со оглед на тоа што главниот настан на Дупени Бич, многу се блиску овие Љубојно. Да, и да не го занемариме планинарењето. Значи тоа е настан кој што исто така ќе се реализира, ќе се одржи на Галичица. Тоа е на врвот Магар, од другата страна на патекава кај што се вози Тур де Галичица. И таа бројка од година во година е се поголема на луѓе, на дечки кои што ја сакаат планината. Прекрасен поглед према Охридско, према Преспанско езеро. Еден од најубавите прекрасна природа, да. Каде што се гледаат двете езера. Добро. Господа, на 15 и 16 јуни ви посакуваме успех како една прва ваква голема манифестација. Ние ќе се потрудиме со Јана да ја проследиме таа манифестација. Секако Преспа, барем лично мене, е еден од домилените региони во Македонија. Ни останува само да ви се заблагодариме за одвоеното време и гостувањето во студиото. Така и да ги поканиме сите оние кои што се во можност да бидат тамо викендов. Така, благодарам и вас за поканата. Навистина ја користам приликата да ги поканам сите заинтересирани, навистина не само да ја запознаат, туку и да доживеат Преспа. Да, дефинитивно нешто што не треба да се пропушти. Ви благодариме уште еднаш. Ние го заокружуваме овој блок последен со мене и со колегата Чаловски од отвореното студио 1. Останете во добро расположение, се гледаме во петок.